Еве сме повторно назад во студио, а наш денешен гостин е Вишна Шорова Ангелова, директор на Дом на младиот Штип. Добре ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро до гледачите на Канал Плюс телевизија. Така, еве за почеток да дадеме еден вовед како работи Дом на млади и која е визијата на Дом на млади. Домот на младите, значи, е институција која овие неколку години веќе многу активно работи на полето на културата. Имено Домот на младите, сите оние цели кои ги зацрта со моето доаѓање таму, полека ги реализира со интензитетот кој што е потребен и со интензитетот кој се поставува со оглед на условите кои што ги имаме таму. Имено во 2014 година ги завршивме сите зацртани активности, тоест реконструкцијата на Домот на младите, врз основа на која се создаде и новата програма на Домот на младите, која што предвидуваше не само музички настани, активности од музички карактер, но и активности од сите останати дејности во областа на културата. Што најмногу еве? Дали драма, поезија? Значи, Домот на младите си постави едни стратешки цели кои ги исполнува веќе скоро една година, а тоа е воведување на сите млади, сите ученици од основно и средно образование во областа на драмската дејност, во областа на музичката дејност, на фотографирањето, исто така во областа на ликовната уметност, балетот и така натаму. Значи, тоа се работи со кои ние сакаме да ги образуваме најмладите во областа на културата и на тој начин тие воиднина да станат и наша потенцијална публика. Затоа, значи, ги развивме нашите студија, во оние дејности кои што веќе ги споменав, развивме студија кои интензивно работат во своите области. А еве, во што најмногу има интерес? Дали музиката останува како најпривлечна за младите или сепак се определуваат и за некои други културни активности? Младите по она што поради тоа што ние распишуваме најчесто конкурс пред почетокот во текот, значи на почетокот на учебната година, распишуваме конкурси, на тие конкурси имаат право сите ученици од основно и средно образование, меѓутоа и нудиме можности за оние кои што се на факултет и кои што сакаат да се развиваат во овие области да аплицираат. Меѓутоа, најголем е интересот за оние работи во кои што имаме и најголем број на посетители, а тоа е во областа на драмската дејност. Значи, веќе имаме некаде околу 40-50 деца кои се дел од нашето драмско студио и веќе со 30 од нив имаме направено 2 театарски представи во текот на изминатата 2015. Баш и јас ја запомтив Глувци и мачки на опачки. Како поминавте? Глувци и мачки на опачки е една интересна театарска представа, текст на еден хрватски автор, илустрирана од нашиот сограѓанин Александар Иванов, а во режија на Симеон Гаврилов. Оваа театарска представа е направена, значи текстот нејзин е во вид на поезија и децата ги учеа песничките од книгата со истиот наслов Глувци и мачки на опачки и 30 деца се постојано на сцената и со различни гестикулации, со движења, со мимики, со многу интересна музика создадоа една театарска представа, еден многу убав театарски производ кој што е актуелен во текот на целата година. Ние веќе имавме 7 театарски представи кои што се продаваа буквално на влез, буквално на резервации. Значи пред неколку дена пред представата ние веќе немаме карти за таа представа. Интересот е многу голем како од децата така и кај возрастните. Еве, например, на која возраст најчесто се дечињата кои што играат во представите? Децата се генерално основно образование, меѓутоа има и ученици од средно образование. Меѓутоа акцентот е ставен на учениците од основните училишта, кои што уживаат да доаѓаат на драмското студио кај Чичко Симе и да учествуваат во целиот тој процес на создавање на театарски представи. Добро, еве, освен театарските представи, како ќе ја заокружите 2015 година? Кои се други активности ги имате реализирани? Освен театарските представи, заедно со драмското студио и со литературниот клуб имаме направено еден голем број на промоции на книги. Овие промоции се однесуваат не само на промовирање на нашите локални автори, меѓутоа и на автори кои што ни доаѓаат од другите градови, кои што секогаш се добродојдени кај нас.
Освен тоа сме имале и една поголема активност во тој дел, значи во промоција на литературата, е гостувањето на поетскиот караван, кој што беше предводен од страна на Друштво на писатели на Република Македонија, при што имавме чест да ни гостуваат 30 автори од нашата држава, автори кои што се застапени во литературата која изучуваат учениците во нивниот образовен процес, значи како дел од нивната настава. И тоа беше еден несекојдневен настан на кој што сме исклучително горди. Меѓутоа, ова не се значи единствените настани, како што токму така, значи како што кажав и на почетокот, акцентот е исто така и на музичката дејност. Од овој дел можам да кажам дека во Домот на младите оваа година ни гостува голем број на музичари кои се мощни актуелни на македонската сцена. Значи не збориме само за музичари кои што создаваат авангардна уметност, меѓутоа и за музика која што популарна меѓу сите луѓе, меѓу сите граѓани. А еве, например, колку Штипјани ги негуваат културните настани? Дали секогаш има полна сала? Има ли посетеност на каков и да било настан? Дали представа, дали некој концерт, дали некоја читање, поезија, без разлика? Дали ја негуваат културата Штипјани? Па да, значи Штипјани, иако во последно време често се зборува дека не се посетуваат културни настани, меѓутоа јас можам да го демонтирам тоа најодговорно од причина што во Домот на младите сме сведоци како постојано со секој нов настан имаме се побројна и се поголема публика. Тоест докажуваме дека доколку има сериозен пристап кон културата, доколку сето тоа се многу убаво промовира, доколку се пренесе до сите посетители директно, а ние тоа го правиме преку известување не само на училиштата, туку известување на литературните клубови во градот, известување на медиумите за сето она што се случува кај нас. Значи, докажуваме дека може да се создаде културна публика и веќе тоа е евидентно. Сведоци сме дека од настан на настан имаме поголема публика, а за тоа говори и фактот што пред известно време доаѓа кај мене еден човек кој што сака заедно со нас да промовира една книга и вели, забележувам дека во Домот на младите единствено таму е голема публиката дури и на промоции на книги. Значи, нешто кое што промоција на книга е нешто кое што не е толку многу популарно, меѓутоа не е привлечно баш за секој. Домот на младите докажа дека и тоа може да биде популарно, доколку сето тоа е проследено со музика, доколку е проследено со читање на поезија од страна на нашите членови, од нашите постојани посетители во Домот на младите, што значи дека токму така можам да ви одговорам едноставно на прашањето дека да, има публика за културните настани и ние од ден на ден ја зголемуваме таа публика. Еве, кога сме веќе кај членовите, сега напоменавте колку членови брои Домот на млади? Значи, како што веќе ви кажав, 50 членови се членовите на драмското студио. Имаме околу 20-25 дечиња кои што ни доаѓаат на балет. Нешто кое за прв пат Домот на младите го направи во нашиот град и е мощна популарност за децата од 4 до 8 години, генерално девојчиња, иако јас честопати значи ги мотивирам и родителите, меѓутоа и момчињата дека можат сепак и тие да доаѓаат на балет. Тоа не е исклучително женска работа, значи имаме наш сограѓанин кој што е многу познат балетан, што значи дека не би требало да се демотивираат, туку напротив, значи можат да пробат и во оваа уметност. Освен ова студио имаме и студио за фотографирање. Студиото за фотографирање има 5 или 6 члена и тие се дел од сите наши настани, што значи дека освен нашиот професионален фотограф кој што е вработен во Домот на младите и членовите од фотографското студио си прават фотографии, тоест имаат и практична настава при посетата на настаните кои се во Домот на младите. Тоа е навистина интересно, привлечно. Да. И оваа година заедно со литературниот клуб кој што исто така број 5-6 членови, планираме да ги споиме фотографското и литературното студио и да направиме нешто како новинарско студио, каде тие ќе бидат присутни на сите наши
наши настани и преку нивната детска перцепција ќе можат да создадат текстови, ќе можат да создадат интервјуа, да се запознаат со музичарите, со сите наши гости кои се некој вид звезди во нашата држава, да направат фотографии со нив и заедно со целиот тој текст и заедно со сите тие фотографии да можеме да ги објавуваме на нашата веб страна како месечно издание на Домот на младите, тоест еден културен информатор, нешто кое што значи во нашиот град не постои се уште. Да. Еве, например, Дом на млади дали размислува и на меѓународно ниво некоја соработка со други земји? Во овој момент работиме токму на тоа, поради тоа што во тек е меѓуграничната соработка меѓу Бугарија и Македонија. Домот на младите веќе има 2 партнери од Бугарија со кои разработува 2 проекти и со овие проекти аплицираме на тие популарни ИПА повици со што би сакале да ги инволвираме младите во различни процеси кои се од интерес за нивното секојдневно живење. Така. Еве, вие имате најавено и Божикен концерт кој што ќе биде токму на Божик, нешто повеќе да ни откриете нами на гледачите, која група ќе настапи, кога и во колку часот? Вака сега, Божикен концерт е нешто кое што традиционално се случува 20-тини години во Домот на младите и ние ја продолжуваме таа традиција. Оваа година на наше огромно задоволство ни гостува една група која е исклучително популарна во овој момент во Македонија. Тоа е групата IQ. Тие неодамна победи на Скопскиот фестивал, имаат голем број на хитови кои постојано се вртат на радијата во нашата држава. Меѓутоа добија и Марс награда за најпопуларна група во 2015 година и сето тоа не мотивираше токму таа група да биде гостин за Божикниот концерт. Божик е период кога ние сите се радуваме, кога сите уживаме и од овие причини решивме дека оваа група е мощна и популарна меѓу младите, а Домот на младите работи токму на унапредување на културниот и социјалниот живот на младите. По од овие причини ја ставивме до знаење преку групата дека ние навистина работиме за младите и навистина работиме за тие да имаат убави моменти токму кај нас во Дом на младите. Кои се други активности за 2016 година? 2016 година, еве, почнува со Божикниот концерт, во овој момент работиме токму на тоа за негова успешна реализација. Меѓутоа не застунуваме овде, како и 2015, така и 2016 година, значи продолжуваме со работата на студијата, продолжуваме со развивање на културниот потенцијал кај најмладите. Меѓутоа и исто така ќе имаме и голем број концерти, како што тоа го направивме минатата година. Ви споменав дека сакаме да направиме месечно издание, нешто кое што досега не сме го правеле. Работиме на создавање на новата веб страна на Домот на младите и така натаму, значи голем број на активности кои постојано ги реализираме и работиме значи за уште подобар живот на младите во нашиот град. Така и ги усовршувате веќе постоечките. Што е со летната сцена овде надвор? Дали има план да се реконструира и да, оваа година Домот на младите за прв пат добива финансиски средства од Министерството за култура токму за оваа намена, па овие средства ќе ги насочиме токму кон реконструкција на чадорот и на дел од дворната површина, со што Домот на младите ќе добие еден комплетен изглед. Значи 2014 бевме сконцентрирани во внатрешноста, додека 2015 ќе бидеме сконцентрирани за 2016 ќе бидеме сконцентрирани токму на уредување на надворешниот дел, што значи дека Домот на младите ќе ги оствари своите првоначални цели, тоест ќе ги оствари целите кои беа поставени во 2013 година, повторно да го врати својот сјај и да биде на пиедесталот на забавниот живот на младите во нашиот град. Така, еве нови членови дури од септември може да се прима, така? Не, нашите членови, драмските, сите студија, драмското, го забравивме, ликовното да го споменеме, каде што имаме 15 деца кои се млади ентузијасти во областа на ликовната уметност.
балетот, фотографското студио, литературниот клуб, се оние работи кои во 2016 продолжуваат, меѓутоа се отворени постојано за примање на нови членови, а нови уписи отвараме наредната година, значи во септември 2016 ќе отвориме нови уписи после летниот распуст. Сега во 2016 продолжува после завршувањето на зимскиот распуст, сите студија продолжуваат со работата, со истиот интензитет, веќе се подготвуваат нови планови и програми за 2016 година и секоја година се разбира да завршуваме со финализирање на проектот. Значи, секој од студијата на крајот има представување пред родителите, пред јавноста, на што работело во текот на изминатиот период. Така, еве за крај, јас ако нешто сум испуштила, сакате да поменете нешто што е важно за Домот на млади, ви оставам простор, бидејќи имаме уште малку време до крајот на нашиот разговор. Па би сакала да ги поканам сите гледачи на Канал Плюс телевизија да повелат на 7.1, тоест на Божик, така, на прв ден Божик, да дојдат во Домот на младите, да уживаат со музиката на IQ. Концертот започнува во 22 часот. Ветуваме една незаборавна забава, прекрасни моменти, што значи дека сите се добродојдени да дојдат во Домот на младите на Божик и да си поминеме убаво. Така. И јас ви многу благодарам што одвоивте време за нашата утринска емисија Рано наутро. Ви посакувам многу успешни реализирани проекти во иднина и многу членови во Дом на млади. Благодарам и на вас, ви посакувам среќни празници и се гледаме во некоја наредна прилика. Секако. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со директорката на Дом на млади Вишна Шорова Ангелова, а ние овде ќе направиме една кратка пауза со интермецо, потоа се враќаме повторно во студио и продолжуваме се до 9 часот и 30 минути.